Мирисот на варена пченка денес можеше да се почувствува во голем број православни домови. Со овој адет верниците ја оддаваат почит на светата великомаченичка Варвара. Тоа е од време било и ки што стане, денеска се варе мумруска, зелка, компоти, тоа е старовремско. Мојата мајка е така правила и ја од неја таа традиција си ја зема и ја истото го правам. Пченката се вари за да се завари, да се затече житото во полето и во амбарите, но и да се заварат убави работи во животот на оние кои веруваат. Денеска се пазе да не се скараме, да не се навредеме, да не ни се трупат, да не ни се заваруват. Денеска најумилен ден, да се сакаме, да не се мраземе, да се поштуваме, младите малку на старите да почест имат, да не поштуват, па и ние да ги поштуваме. Инаку светата великомаченичка Варвара се родила многу убава и за да ја зачува, татко ја затворил во кула. По Божја промисла таа го осознала христијанството, поради што била жестоко измачувана, а потоа и убиена од сопствениот татко. Кога незиниот татко разбрал што се случува со неговата ќерка, ја предал на мачење. Таа била жестоко мачена и камшикувана и дури незиниот татко сам ја закол својата ќерка. Но вечерта ударил гром во неговата куќа, и тој и целата негова семејство и покупнина биле поразени и убиени од Бога. Денешниот ден има особено значење за верниците од регионот. Ваѓаме ние секоја година на овај празник, иконата вадат само на Варвара, иначе не стое у црквата, туку у свети алтар стое. Моштите на Света Варвара се наоѓаат во Киев, а светото предание сведочи дека таа повеќе пати се јавувала некогаш сама, некогаш со Пресвета Богородица.